Добро вечер. Добре дојдовте во нашето петочно издание во живо на магазинот Што не е јасно. Хронично болните се вратени на работа. Мајките исто така истовремено кафулињата функционираат, журки сведочиме дека има речиси секоја вечер, но има и најави дека ќе треба веројатно да носиме маски на отворено, додека трчаме на кеј или се шетаме можеби на водно. Што точно ни се случува, до кога ќе трае сето ова и зошто се повеќе луѓе не веруваат на она што како мерки го носи власта во периодот изминат и она што се најавува дека ќе се случува. Вечерва во Што не е јасно, мои гостин ексклузивно во подолго интервју, откако е член поново на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, докторот инфектолог и професор на Универзитетот Гоце Делчев, доктор Вело Марковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро е најдов. Популарен сте меѓу јавноста, особено откако пред околу 6 месеци на почетокот на кризата, токму во оваа телевизија почнавте, односно ги кажавте тогашните ваши перцепции, анализи и би рекла еве проекции за тоа како ќе се развиваат работите и некако јавноста почна да ве обожува заради можеби одделни смирувачки тонови, заради тоа што кажавте некаква реалност поинаква од таа што во моментот тогаш ни се наложи, ако гледаме дека се спроведува како еден вид панична состојба континуирано со месеци. Но ајде прво политиката да ја затвориме на почеток, професоре. Откако сте член на извршниот комитет, честитам за новата функција, станавте мета на, би рекла еве, јавноста, односно симпатизерите на власта, поддржувачи, членови и провладините медиуми кои ве нападнаа до степен да дури и сексуален предатор ве нарекуваат. Зошто, професоре? Одеднаш станавте несимпатичен за нив? Па, мислам дека време е владеачката партија да си ги смени овие пиар агенциите, стратегијата, бидејќи со стратегија на криење на вистина, на криење на науката под тепих, на дискредитација на луѓе, на заплашување на луѓе, нема да однесе никаде ниту државата, ниту владеачката партија. Морам да се навратам, не е прв пат да бидам напаѓан и интересно е како се менува односот на власта, било која влада зборувам, кон науката. Еве низ неколку примери, можеби одамна беше, не ги паметите. Значи 2003 година, мислам пролетта беше, кога беше SARS, нели, заканата од SARS, ние немавме случај со SARS, меѓутоа сериозна закана, нели, беше во светот. Тогаш на власт беше премиер беше господинот Бранко Црвенковски и јас излегов бидејќи бев ставен, не знам, некако како координатор со некои намери да бидам да покажам лоши резултати бидејќи не бевме спремни, да скратам, излегов со мој став, потоа се закаже едно антологиско интервју со мојот драг пријател, тогаш беше заменик министар Никола Пановски, партнер од тенис. И во тој случај, нели, после тоа имав многу пофалби дури од страна на господинот Груевски, власта тогаш, нели, со многу закани, така натаму. За да 2009 се сменија, нели, властите, беше Груевски, господинот Груевски председател на владата на Република Македонија и не се случи таа пандемија, така наречена лажна пандемија со свински грип. Неколку месеци траеше тоа, значи со мојата монографија за грип, одеа се праве обуки во Македонија, јас не бев вклучен и не ми сметаше тоа, меѓутоа новинарите некаде таму крајот на ноември се донесе одлука кога веќе пандемијата беше при крај, кога веќе прогласивме пандемија, да се вакцинираат 800.000 луѓе, ако паметите. Да. И јас ме прашаа новинарите, знаев дека ќе имам проблеми, навистина мислам дека 3 ноќи не спиев, меѓутоа решив да бидам таков како што сум, да си ја зборувам вистината, да ја презентирам науката и кажав дека во тој момент ќе биде погубно ако се вакцинираат. Исто се закажа емисија дуелска со тројца членови од тогашната влада, едниот се исплаши, јас со двајцата и јас цело време ја цитирав науката и Светска здравствена организација од претходните репорти, така да таа емисија се репризира 4 пати.
и под притисок на јавноста се купија наместо 800.000 вакцини, 80.000 вакцини. Значи, тогаш јас му спаси владата на Никола Груевски, бидејќи ако вакцинира 800.000 луѓе, ќе имаше најмалце 3.000 луѓе умрени, и тоа веројатно ќе му паднеше владата, меѓутоа они жестоко реагираа на мене. Исто со закани, со затварање, и тоа отидоа, да речеме, во однос на нив, владата на Бранко Црвенковски беше 100 пати подемократска, нели, во однос на мене, нели, останаа само на закани. Ваму бев, стварно мобинг се правеше, 7 опомени пред отказ, на крај морав да излезам од работа, тоа е најмалку што ми се случи, може би уште нешто друго. И, еве, во тој момент опозицијата беше СДС, се јавуваа, ми честитаа, нели, кога напуштив клиника, ниеден од медиумите во Македонија не објавија во Србија и објавија во Босна. Нели? Тоа беше настан, бидејќи тогаш беше слично. Ако се сеќавате дека во Европа многу малку луѓе излегоа јавно да образложат дека не се работи за вистинска пандемија. И сега ја гледате како во една спротивна улога партиите и повторно сега нели имаме сега нова влада повторно од СДС. Тоа мислам дека овие напади, сепак СДС е сериозна партија, владеачка партија, и мислам дека овие напади се веројатно некои поединци од кај нив и некои, реков, пиар агенции, меѓутоа не ја гледам поентата. Ако им сметам, јас и на почетокот пратив порака, луѓе, ако мислите дека ви сметам, еве јас нема да помогам, нема да кажувам. Значи, несфатливо е да ме напаѓат затоа што, нели, рековте вие, јас смирував, не, тоа се научни ставови, ќе видите за година две науката така ќе дојде. Сега ви бараа тогаш помош? Вклучија во ништо чисто во првите месеци? Не, јас се понудив. Јас се понудив на сите нивоа. Значи, помош остана само преку од јавните медиуми, дел од мерките се прифаќа. Очигледно беше дека се прифаќаат. И мислам дека е... Но формално правно не бе вклучен никако? Не сум вклучен во ништо. Јас сум таков по природа, значи многу работев во овој период, многу и покрај, значи многу малку луѓе, тоа го каже и професорот Дидиер во Франција, многу малку луѓе се можат да им влезат акутни респираторни инфекции во најтесната субспециализација, во докторат, па да си професор, нели, да предаваш и така натаму. И се уште стојам на располагање, мене ми е најважна, реков, државата, стојам на располагање, ако сметаат дека можам да помогнам во секое време. Без разлика, ние сме партиски активни, спортски активни, не знам, пишуваме книги. Значи, тоа човекот е таков како што е и не треба да се гледаме ние партиска припадност, така да ако мислат дека треба да ме вклучат, јас би помогнал, а ако мислат дека ќе им помогне да ме уништат или да ме добро, да видиме дали до кај ќе оди. Не, некој ќе победи, него мене ме интересира, ве споредив што направи владата на Груевски. Значи јас сум некаква жртва на тој режим, дали сега оваа власт ќе биде полоша од него, еве ќе почекаме. Ода до таму што дури предвидуваат, односно практично ви читаат мисли или како и да е сакаат да ве сместат во одредена структура, дека преку ВМРО ДПМН се надевате за министерска функција за здравство во идната влада, да речеме, кога би била под капата на ВМРО ДПМН. Дали можеби имате такви амбиции во моментов или пак препознавте во актуелната опозиција, односно актуелното раководство на ВМРО ДПМН, плодна почва каде може да дојдат до израз вашите научни анализи и да може реално да помогнете сега и во иднина? Вака сега, зошто во извршниот комитет? Тоа е клучното прашање. Па добро сега, зошто во извршниот комитет? Секако е чесија да се присуствува на едно такво тело, на голема или најголемата партија. И тоа што јас го видов, ние имавме веќе еден состанок, значи една многу добра, позитивна атмосфера, со вклучени многу експерти, со едно демократско одлучување, со развивање на дискусија, со носење одлуки, така да реков спојна експерти и политичари, спојна млади и стари, и верувам дека ќе се препознае таа заложба, всушност и целиот извршен комитет е на некој начин со
научни работници, буквално може факултет да се отвори и полека ќе се препознае таа политика. Мислам дека ќе одиме на политика не на реваншизам, не на дискредитација на луѓе, туку на нудење на решенија. Се гледате ли како министер за здравство во идната ќе влада? одговорам. За мене е небитно. Јас сум вчудоневиден од омразата што ја има на човек кој сака да помогне, вие го мразите и би одел, ако сакаме да бидеме коректни, дайте ми мене, ако сакате да ме гледате, не знам, како политика или како нешто, па дајте ве, ако владата има 100 дена, дайте ни 33 дена, па после критикувајте, извршниот комитет на ВМРО ДПМН е нов и валјда заслужува 30 на дена, 33 дена, 3 да видиме како ќе реагира. Инаку, дали ќе биде министер е небитно. Битно е дали ќе се носат мерки. Инаку, самото место министерско е многу тешко, со многу обврски. Меѓутоа, за да се човек нафати да биде министер во здравство, мора да има поддршка од целокупната и јавност, меѓутоа и од таа влада актуелна која ќе биде, бидејќи здравството нас ни остана, како да речеме, со телото во комунизмот, со главата во капитализмот. Значи, единствен сегмент кој остана нечепнат. Значи, на сите им одговара да остане така здравството, да ги тапшаме лекарите, да бидат загубари, да немаме вистински реформи во здравството, само покриваме и се двојат премалце пари за да го решиме и затоа имаме голем проблем, голем број на наши граѓани мора да се лекуваат во странство и така натаму, значи комплексно е прашањето, за да се инаку е небитно кој ќе биде министер или мене ми е поентата, значи, или во вклучување на ЕВЕ во тој извршен комитет, да пробам, да делувам, да дојдат вистински вредности, без разлика. Ние мораме да дојдеме до едно почитување на едни со други и со трети. Значи, мораме да имаме едно помирување. Особено во една ваква ситуација во која... Ние сме во некаква војна, а ние сега се обвинуваме. Едните ги обвинуваат дека се предавници, таман работа не ги гледам и во СДС има голем број на високи интелектуалци и патриоти, а другите ги како националисти. За мене љубовта кон својот народ, кон татковината не е национализам, значи треба да се помириме, треба да зацртаме, да се договориме национални црвени линии до каде, нели, како што е во сите држави, нема да се напаѓаме за тие теми, покрај националните и државни, нели, во кои би биле вклучени сите партии, бидејќи мора да биде јасно и на останатите партии дека оваа држава е нивна и да видиме кои се тие црвени линии и за државата. Го заокруживме политичкиот дел од прашањата, одиме на тема ковид, најпрво да ги видиме кусиот блок реклами, останете на Алфа. Добре дојдовте назад, вечерва во Што не е јасно, инфектологот, доктор и универзитетски професор Вело Марковски. Професоре, откако завршивме со политичкиот дел, одиме на темата која што и како ни е централна сите овие изминати месеци. Пред околу 6 месеци од оваа телевизија препорачавте на актуелната власт дека тогаш и сега старо нова, како и да, дека треба да се направи пред се анализа за непријателот со кој се соочуваме, значи да видиме ние каде сме, што треба да направиме, што да промениме. По тие сите поминати месеци досега, мислите дека направија штета или ја подобрија ситуацијата? Бројките велат дека штета е дефинитивно одговор. Па вака сега, значи тоа што јас се залагав беше да направиме стратегија. Значи да се направи тим, да се направи евентуално нова комисија у тоа некое несреќно време на предизбори без влада и така натаму. Јас не знам, во некоја емисија го понудив како евентуално, јако веројатно уставно законски не е да председателот господинот Пендаровски да направи своја комисија. Значи не сам човек да донесе одлука, меѓутоа искуството и претходните пандемии кои ни се случува укажуваше дека треба да направиме државна стратегија сопствена, да не веруваме 100% на препораките на СЗО, кои покасно се вида дека беа конфузни, контрадикторни и така натаму.
И генерално поминавме лошо. Вака како што одевме без концепција, одевме престрого, па потоа олабавувавме, па менувавме одлуки и така натаму. Не ве послушаа ни за многу постручен тим од инфектолози во комисијата. А тоа го препорачавте. Па да, значи комисијата си е веројатно во ред, таа има друга намена. Значи таа комисија многу пати објаснуваме, не знам и новинариве дали свативте, значи доаѓа министар нов и си прави своја комисија, не знае што ќе се случува во наредниот период, дали ќе има некоја болест, таа е комисија за заштита од заразни заболувања, у која најчесто има само еден или двајца инфектолози. Нејасно, значи треба да има да доминираат инфектолози, има од сите структури. И сега, кога дојде ваква една специфична состојба, мораше да се има некоја владина комисија, одлуките на таа комисија да бидат задолжителни, со експерти, која ќе носи, значи ќе биде само за оваа пандемија со COVID-19, меѓутоа тоа не се направи. Поминавме вака како што поминавме, мислам дека ни следи еден период кој ќе биде исто така многу драматичен, многу лош. Најлошо е што не направивме, не изгледавме скоро никакви искуства. Дури ни во светот науката не мрдна ништо. Прашање е зошто да со толку голем број на илјадници лаборатории на молекуларно ниво да не се дојде до никакви скоро сознанија, се забранија обдукциите, односно не се прават обдукции, не се изфорсира друга, проблем е диагностиката. И од сето тоа ние не извадивме никаков заклучок ни на светско ниво, ниту на локално. Голем број од државите веќе почнаа да си прават своји стратегии и во мерките, епидемиските мерки, гледаме не само Шведска, Норвешка, Финска, веројатно и Германија, значи воопшто нема вакви рестрикции, нема носење на маски и така натаму. Значи моравме да имаме своја стратегија. Доаѓа сега есен, ние не мрднавме ништо во науката и сега навистина ако продолжиме со овој ритам, ние имаме голема економска штета. Ние немаме, иако на почетокот бев дел од ова многу обвинуван, ние во ред, ако сакаме, ако имаме само COVID-19 проблем, сите мерки се во ред, дури построги. Ако немаме ни една друга болест, ако немаме ни една друга состојба, тогаш е сосема во ред, ајде ќе се затвориме, ќе издржиме, ова ќе помини, после ќе се бидеме пак слободни. Ние занемаруваме дека имаме многу посериозни состојби, проблеми, здравствени, социјални, економски ќе се истоштиме. И самите тоа ги спомнавте мерките кои ги донесе владата на последните, некои од последните, не знам на која седница, за враќање на хроничарите и така натаму, за мене е реална, нема излез. Значи вие имате од 10 возрастни 6 имаат нека хронична состојба. Тука ако ја додадеме хипертензијата и прекомерната тежина, ќе испадне дека можеби 7 и 8 имаат. И сега вие не можете само на 20% од возрастните и така имаме голем број на незапослени да оставите да ја држат целата економија предолго време, не може да издржат. Значи можеби месец, два, три. Од друга страна, ако вие сте богата држава со не знам колку илјади милиарди долари на сметка, па можете да си дозволите и луксус. Ама професор, истовремено тоа е контрадикторно со, например, држењето на децата дома. Пуштање во училиште од прво до трето со чудесни протоколи. Носење маски внатре во училница, во исто време кога официјалниот пак протокол вели нели дека до 11 години децата не треба во затворен простор да носат маски. Јас дури веќе и не се обидувам да ги следам сите тие протоколи и промени, бидејќи премногу се, меѓутоа јас кажувам дека сега владата реагира оправдано и најверојатно они ќе сватат дека можеби Вело не бил непријател на владата, можеби некој друг бил непријател што е до нив на владата, затоа што ќе ги доведе до колапс, до тотален колапс, и економски и секаков. Значи тука веќе се гледа дека владата во скоро време ќе побара некакво друго решение, ќе побара едноставно второ мислење или трето мислење. До нив непријател на кого мислите? Па мислам на тој што им ја кажува стратегијата, доктрината, нели, на министерот Филипче. Он е цело време, значи он за мене преголема одговорност зема како човек. Он е прекрасен како човек, одличен неврохирург, меѓутоа да преземеш цела одговорност за една ваква состојба, за мене е преголема одговорност.
Професора, рековте исто така на стартот од оваа цела ситуација и голгота дека многу е важно да имаме тестови кои ќе бидат веродостојни и нема да даваат лажна слика. Такви тестови имаме ли? Од секојдневно слушаме разноразни епилози по тестирањата. Прво од тоа дека не се стигнува до државен тест, значи наводно се алгоритмите многу тешки, не можеш ни да закажеш да те тестираат и затоа од тестирањата на дневно ниво само одва 30% се државно тестирани, другите се апсолутно на грб на граѓаните, по 100 евра плаќаат за тест минимум, како и да се движат цените. Прескапи се тестовите. Понатаму се чека со денови за резултати, ако државно се тестирате, па излегуваат чудесни резултати, еднаш позитивен, следниот ден негативен, приватно и слично. Бизнис е тоа или некому му одговара? Значи, дали сега, ајде да збориме за тестовите. Веројатно на некој му одговара, некој прави и бизнис. Меѓутоа, PCR технологијата не е за вакви масовни тестирања и неколку пати објаснено. Значи, таа технологија фаќа секвенции на вирусот. Ние не знаеме дали вирусот жив првен, дали колку вируси има. Трето, вирусите се надвор од клетката. Значи, тие можеби објаснуваме можности да не влезе во клетката, да не направи инфекција, да не направи болест вирусот, он го фаќа надвор од клетката. Дали ќе биде во горно респираторен, дали ќе биде во долно респираторен, со лаважа да се земе. Значи, вирусот е значи, не сме сигурни дали состојбата, кога имаме PCR позитивен тест, е предизвикана од тој вирус. Потребно е додатно да се тестира и серолошки или да се развие некоја друга диагностичка метода. И тоа светот не отиде во диагностиката, што ни е многу побитно ние да поставиме диагноза. Веројатно е најбитно да најдеме патогенезата. Тоа многу полесно ќе се направеше ако се правеа обдукции, ако се правеа истражувања. И така да јас на почетокот мислам дека реков, ако се остави науката да ја води оваа пандемија, ние ќе поминеме веројатно со жртви, меѓутоа жртви ќе бидат мали. Меѓутоа ако се остави да водат како што еве ни се случува, PR агенти, не знам, телевизиски куќи, новинари да не знам со која храброст, ние со цело читање, со цело знаење, со искуство од, не знам, 40 години, па се мислиме некогаш што да кажеме, а има новинари кои кажуваат и доктрина, кажуваат кои тестови се добри, кои доктори се добри, кои не се добри, и сето тоа не ни помага. Да, станува збор веројатно за некаква, го зборувавме ова пред да влеземе во студио, еден вид информацијска војна, која на крајот на денот има веројатно причина зошто е предизвикана и кој стои, да не бидеме теоретичари на заговори, меѓутоа кој стои за сето ова. Зошто ова сега го велам? Бидејќи имаме ситуација во која, на пример, Македонија е лидер во регионот по смртност, над 700 починати имаме како последица од COVID-19, така во таква формулација ги води на дневно ниво Министерството за здравство. Од друга пак страна, граѓаните се повеќе престануваат да веруваат во пропагандистички пораки и во така наречени мерки што ги носи актуелната власт. Ја збориме за нашава држава, за кај нас. Постои вирусот, да, меѓутоа имаме контрадикторни ситуации и од друга пак страна револт кај луѓето кои не веруваат дека ова е така. И што ни се случува реално, професоре? Има ли се уште опасност, нели требаше во текот на летото вирулентноста да се намали, односно па дури и да исчезне, имаше и такви предвидувања? Што се случува? Треба да сме максимално исплашени, треба да веруваме слепо на мерките. Еве јас сум збуната, да речеме, како човек. Многу прашања поставивте, не знам. Се надевам ме разбирате која е конфузијата кај луѓето. Да. Значи дефинитивно вирусот постои. Значи постои и тука има некои специфики кои до сега не оделе, кои се карактеристични за овој вирус, како што е промена на мирис, на вкус, како што се тие сенки на и млечно стакло во белите дробови и така натаму. Значи тоа се некои состојби кои не можеме досега уште не ни се објаснети, зашто исто со растење на дедимерите, значи меѓутоа впечаток е дека вирусот на некој начин патогенетски предизвикува некоја друга состојба која станува кај одреден процент на луѓе драматична, или пак уште некоја друга можеби состојба ни се совпаѓа, која ние не ја гледаме и ни се потенцира цело време вирусот,
И тука имаме ние сега смртност од пневмонија, во главном од пневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. За среќа сите овие што имаат и промени на мирис, на вкус и што имаат дури примарни вирусни пневмонии, они оздравуваат. Меѓутоа сега имаме ние цело време во светот имаме смртност од пневмонии. И затоа обичните граѓани премногу се вклучени веќе во анализа, носење на своји заклучоци, бидејќи се наметна како топ тема, а веројатно целта беше да се направи паника. Годишно во светот од пневмонија, од долно-респираторни инфекции, акутен респираторен дистрес синдром умираат околу 3 милиони луѓе. Се прашање дали од овие околу милион колку од тие, значи немаме ние се уште статистика, таа науката ќе излезе, ќе каже, ќе видиме дали сега ние дел од овие бактериски пневмонии се припишувани на ковид, веројатно е така, затоа што во 90%, барем кај нас зборувам, од случаите 80 до 90% се лекуваат со 2 или 3 моќни антибиотици. Значи сосема неоправдано погрешно лекување. Сега, ако се води како COVID-19 вирус, значи не може да се замисли да се дава антибиотик на вирусна инфекција. Значи со самото индиректно признаваме дека ние всушност имаме бактериски пневмонии, бидејќи веројатно параметрите со висок CRP, со висока седиментација, покачени леукоцити им идат на колегите дека се работи за бактериска пневмонија. И сега тука треба доктринарно да видиме како да ги лекуваме и затоа ме страв што ќе ни се случи есента кога ќе имаме ние голем број на респираторни инфекции и дали по секоја цена упорно ќе се бара позитивност со овој тест на COVID-19. Сакате да кажете дека уште не знаеме што точно е непријателот? Се уште не се знае на светско науката не знае, да. Зошто тогаш русите и од друга страна американците тврдат дека се блиску до апсолутната вакцина? Не, значи ајде да видиме, да почекаме, значи за вакцината, меѓутоа вакцината е сосема друг механизам. Вакцината треба да предизвика антитела, иако во право сте не знаеме сега тие дали антитела ќе штитат. Ако не знаеме Не, вакцината може да предизвика во организмот антитела и ама не знаеме дали тие ќе штитат. Не знаеме дали ќе штитат и не знаеме колку време ќе штитат. Значи тоа е можно бидејќи се работи за ваков причинител, генерално горно-респираторни ринити даваат кратко временски имунитет затоа што организмот не ги препознава како многу сериозен проблем. Кога сме ке вакцините, сакам да искористам да ве прашам, кога таа конечно ќе се донесе, би се вакцинирале вие? Сметате дека треба да биде задолжително? Никако задолжителна вакцина. Значи има многу први рековме вакцината во следнава година за мене е неприфатливо и незамисливо дека некој треба да се вакцинира. Значи, без разлика колку фазите ќе ги помине, сега треба да следиме клиничко некој период, барем од 8 до 9 месеци, да видиме дека таа вакцина ствара и тие антитела трајат во организмот 9 месеци. Се вакцинираш ако ти трајат само 3 месеци, па после 3 месеци треба повторно, значи илузорно е. И второ, тоа што го спомнавме е многу битно, дали сега тие антитела, која вакцината би ги произвела, дали би штителе. Значи, ние имаме добра намера, ние имавме колку 20 милиарди се двојат годишно за заштита од ХИВ и колку има обиди за вакцина. Намерата е едно, а што ќе се случи реално, организмот како ќе изреагира и дали ќе биде таа ефикасна, не се знае. Значи, во оваа фаза јас никако не би се вакцинирал со вакцина која не знам. И што е многу битно за вакцините, потребно е да се има свое тело, да се анализираат тие вакцини, бидејќи не постои во светот институција која може да го провери дали вакцините, тоа што производителот го пишува, нели секој производител ќе си го нашминка малце производот, дали навистина го содржи тоа. И дали плюс има уште некои супстанции кои може би се користат како конзерванси и така натаму, дали се штетни или не се штетни. Така да вакцините се голема авантура и воопшто не е реално. И трета работа што исто многу битно, ние не знаеме дека вирусот може би нема да се појави, може ќе измутира како обична настинка. Вашата прогноза каква е во таа насока? Ке видиме, не знам, не можам ние немаме многу научни податоци. Значи ние добиваме поготово вака, не се прават анализи, не се прават скрининзи, не се прават
зошто, како, што, не знаеме кој, зошто овие што не се разболеа, колку е процентот на асимптоматски се знае од прилика, тоа тие што се разболеа, колку им траат антителата, сите тие податоци фалат. Прогнозата е дека, гледано вака, ако земеме дека од овој милион, веројатно рековме 70 до 80% се со бактериска пневмонија, значи се тоа луѓе умрени од со ковид, а не од ковид. Значи реално воопшто не е таков голем проблем во светот за да се затвори целиот свет. Професоре, сега тука сакам да ве вратам на она што го споменавме пред малку, пред да зборуваме за вакцините, односно на делов со тоа дека народот веќе не верува на пропагандистичките пораки и слично, и тоа што како мерки се носи. Зошто? Бидејќи од една страна сме лидери во регионот, значи околу над 700 имаме веќе смртни случаи од ковид, од почетокот на пандемијата, а од друга пак страна има една статистика која вели дека во првите 8 месеци од 2019 починале повеќе пензионери отколку во првите 8 месеци од 2020. Разликата е речиси 600. Да, значи повеќе умреле лани 2019 првите 8 месеци. Генерално беше, мислам дека околу 1800 во општата популација помалку умрени во првите 6 месеци во однос на минатата година. И тоа е така. Значи, бидејќи премногу сме затворени, иако системот функционираше добро, ги препознаваше другите состојби кои цело време баравме COVID-19, па ни умреа луѓе од инфаркти, од слепи црева и така натаму, веројатно уште помала ќе беше таа смртност. Зошто, професоре, престана да се презентира статистика на починати лица или заболени од малигни заболувања, од ред други болести кои Јас не можам да сватам, неколку пати потенцирам, значи многу податоци не се изнесуваат. Нас ни фали сега да речеме колку од овие умреле со пневмонија, колку минатата година умреле со пневмонија. Дали имаме најголема забуна прави тестирањето на дневна основа. Значи, тие што се позитивни, се сваќа и во Европа и во регионот дека се болни. И со тоа ни се направи огромна штета. Значи, од тие 3000, ако тестирате, вие цело време 10% излегуваат позитивни и тогаш доаѓа бројка од 300. Ке беше многу подруго ако ги кажувавме само тие што се со симптоми, тие што се болни. Може би е сега згодно да не го заборавиме, јас да не биде, значи цело време анализираме што се случило, меѓутоа сакам да дадеме придонес да еве мои некои препораки како периодов кој следи како подобро да го пречекаме. Да, вам да речеме октомври е месец кога треба да вакцинираме од грип. Добро. Сите ризични групи треба да ги вакцинираме од грип, со тоа ќе го намалиме ризикот и ќе ни направи и помал притисок на здравството, меѓутоа и ќе ги зачуваме тие ризични групи, да не ги броиме, веќе сме ги зборувале многу пати. Меѓутоа тука е многу битно да се земат најквалитетните вакцини. Кога се набавува вакцина не смее да се штеди. Мора да се земат најквалитетните без разлика на цената и од пред некоја година мислам дека пред тоа се дозволуваше и на приватните веледрогерии да набавуваат, па добивавме од Биомерија квалитетни вакцини, зависи која оваа година и не знам до кај се, меѓутоа веќе во октомври треба голем број од овие од ризичните групи да се вакцинираат. Потоа веднаш, требаше веќе од мај месец наваму да се вклучи наука, да се прават симпозиуми, да се прават конференции, да се прават работни групи за да се направат доктринарни ставови. Значи, тука се вклучат матичните доктори што повеќе, меѓутоа вклучени се интернисти, пулмолози и така натаму и добро е да се испегламе и да видиме, да разликуваме која е грип инфекција, која е микоплазма, или секогаш имаме епидемии со микоплазма пневмонија, тие многу можат да не бунат и многу можат да ни уфрлаат дека се работи за COVID-19, да тоа клинички како најлесно да се разликува од ринит, вклучително и ринит и од споредбено со COVID-19, па понатаму да се разликуваат типични од атипични пневмонии, кои се најдобрите доктринарни, кои најдобри антибиотици, да се лекуваат ударно со еден антибиотик, а не да се даваат сите можни антибиотици, да се даваат и антивирусни лекови. Ова тоа сега се случува коктел од сите. Сега се случува, да, све се дава и антивирусен лек се дава, и кортико, и антиинфламаторни лекови, и така натаму, и така натаму. Ете, тоа се некои трета мерка е да се работи на диагностиката.
Значи да се видат, да се извади спецификите, кои се тие карактеристични знаци за COVID-19, кои се рентгенграфски карактеристики и како дополнување на оваа трета или како посебна четврта мерка, науката што поише да се вклучи, односно ние имаме добри патохистолози и во институтите и во приватните клиники, меѓутоа и на судска медицина, барем по една или две обдукции неделно да се прават, за да дојдеме до релевантни научни сознанија што ни се случува и дали имаме уште некоја друга состојба. Понатаму статистиката. Да се водат добри статистички податоци што се случувало и кај нас и во светот. Понатаму да се PCR технологијата да се применува само на пациенти што имаат симптоми. Да не се прават скринизи со нив и тоа тие да се земаат за можно позитивни се до потврда, нели, за тие, бидејќи инкубацијата е долга, до потврда со серолошки тестови и владата да си направи две тела. Едното да биде со 3 до 5 експерти, кое ќе биде задолжено само за ковид пандемијата, кое ќе му заврши веројатно мандатот кој ќе помине оваа пандемија, и едно тело кое ни е неопходно за следење на и вакцините, што се случува во светот. Тоа тело исто треба да биде владино и тоа бидејќи преку вакцините можат да се создадат многу несакани ефекти, многу од нашите граѓани губат енергија, наречени се антиваксери, од друга страна прават и штета бидејќи има вакцини кои се добри, значи тоа треба и кои се неопходни. Така да едно такво тело исто така ни треба. Професоре, сега ова што го кажавте е далеку од планот на владата за идно справување. Да се надеваме дека ќе ги послуша сите овие работи. Иако на почетокот рековте и дека несомнено штети се направени заради погрешен пристап, немање стратегија и така натаму, а немаме одговорност за направените такви штети. Кој е најлошото сценарио што може да ни се случи во зимава? Најлошото сценарио е ако секоја респираторна инфекција како што ни се случува сега, да се тестира додека не признесе. Вика, нели, првиот пат негативен, па вториот, па третиот и четвртиот ќе се погоди позитивен и тоа е ковид инфекција. Реков, ако не се оди со серолошка потврда, ако се прифаќаат секој таков тест, тогаш ќе се направи голема паника и во светот и кај нас ќе испаднат голем број на позитивни. Видите се, тука имаме една состојба кога на почетокот СЗО кажуваше дека ќе имаме околу 6 милиони умрени. Сега бројкиве како што доаѓаат, далеку сме од тоа, меѓутоа голем број од државите веројатно до таа бројка ќе се дојдеше ако сите препораките на СЗО беа секој умрен да се тестира со ПСР дали умрел од ковид. И сега вие имате до сега умрено околу 42 милиони луѓе во светот, веројатно до крај на годината ќе бидат околу 60 милиони, 10% се околу 6 милиони, и ако имаме таква смртност, паниката ќе биде многу голема. Значи паниката не ни е пријател, не е оваа болест, не е карантинска болест, има луѓе што ќе се разболат, мора да ја прифатиме таа болест, меѓутоа со правилно лекување, со правилна доктрина, веќе во светот неколку пати е намалена смртноста од COVID-19. Затоа што увидува најмногу грешките што се случува, нели, ставање на респиратори, давање на многу инфузии, давање на кортико. Добро, зошто е кај нас висока смртност уште луѓето ги ставаме на респираторот и ние мислам дека не добиваме реално одговори од Министерството. Моите информации се дека веќе од некаде мај месец веќе има многу млади луѓе, професор, кои немаат пак други, нели, хронични болести. Значи не можеме, секој треба случај по случај да се анализира. Зошто? Зошто некој настрадал, дали млад е па имал неколку хронични состојби, што се случило. Меѓутоа мислам дека на респиратори некаде од мај веќе се многу критично се ставаат, се внимава, не се ставаат. Мислам дека се оди, има неколку причини, се оди по секоја цена, секој што е умрен да се тестира по неколку пати и да се добие дека е умрел од ковид, иако е јасно дека умрел од инфаркт, јасно е умрел од сообраќајка и така натаму. Тоа е едната од причините. Второ, мислам дека не се вклучени врвните наши експерти, ниту инфектолози, ниту анестезиолози. Значи и трето што немаме доктрина, така да оставено е, викам, медицината е базирана на докази, сме потрошиле многу време за да создадеме некои доктрини и сега одеднаш сето тоа не важи. Сето тоа не важи, сега се импровизира, се дава
се пробува нешто и таа мислам дека веќе во светот развиените држави веќе си се вратија на медицината на докази, така да и затоа им е намалена и смртноста. Значи полека се враќаме на науката како што рековте. Сакам уште само две прашања од сме на самиот крај. Требаше ли сите или треба ли сите ученици да се одат физички во училиште? Прашање на стратегија. Значи, ако јас реков не е убаво сам човек да носи овој одлука, веројатно јас би се консултирал во некое работно тело со уште тројца, четворица експерти, а мојот став би бил да се пуштат сите деца, бидејќи постојат многу ризици. Ако се пуштат или ако се задржат? Не, ако се задржат. Видите сега, ние постојано сме имале болести и ќе ги имаме болестите. Ако не ги пуштаме децата, ние какви ќе бидат последиците. Да. Меѓутоа еве сега оваа година сакаме да ги држиме со маски, сакаме да ги држиме. Значи ние имаме една наука која веќе ни е познато, ние се бориме, знаеме која ни е нормална флора, знаеме кои болести не напаѓаат, знаеме како да ги препознаеме, горно-респираторни и други болести. Сега одеднаш може да ни се смени тоа, може да ни се изроди некое чудо, некои чудни бактерии кои може да бидат многу попатогени и некои вируси. Значи нормалната флора да се уништи во таа борба на децата кога одат во школа, во тој допир со многу причинители, дел од тие причинители се корисни за организмот. Така да преголем ризик е сега да смениме, дека ќе биде за година 2-3 подобро, не верувам ако вака одиме. Значи може само да биде полошо и мислам дека треба да се прифати оваа болест, да се оди нормално, а ако имаме драстична промена на епидемиолошката ситуација, можеме да преземеме вакви мерки. Маски на отворено, професор? Никако. Значи, веќе ве спомнав, хипоксија, човек во движење, во хипоксијата, значи, многу е битно нормалната флора ќе се поремети, анаеробни бактерии или причинители ќе се размножуваат. Меѓутоа, многу битно е што веќе ние имаме веќе дел од здравствените работници кои прават стафилококни пневмонии или некои други многу резистентни причинители кои организмот кога не носи маска ги изфрла. Тие причинители во природата на воздух, на сонце умираат. Вака не може да ги свали, организмот многу се мачи, значи тој со треперење респираторниот епител се мачи нели милиметар по милиметар или дел од милиметарот да го изфрли и кога веќе он ќе го изфрли уместо да се издиши или да се искашла, вие во маската повторно го вдишувате. Така да ја не знам кој му текнало, тоа е неверојатно, значи тоа освен заплашување не гледам никаква друга логика. Доколку имате една порака за крај, повелете, имате неколку секунди. Па добро, ви благодарам на поканата. Мислам дека треба да се почитуваме едни со други, да ги почитуваме разликите, да ги почитуваме различните мислења, пред се да почитуваме науката. Ако немаме наука или ако не веруваме, да побараме на друго место и така натаму. Во оваа состојба, во оваа паника, носење референдумски неколку пати реков одлуки, нели со гласање, ќе бидат погубни. Науката бара нели еден или двајца луѓе да најдат што е причината и да водат. Професор, ви благодарам што бевте дел од што нејасно вечерва. Во очекуваме повторно во ова студио во наредните месеци. Дај Боже да зборуваме за многу помалку бројки, за многу по-добра ситуација и се разбира практични мерки кои ќе придонесат за наше здравје, а не да бидат на штета на животот на граѓаните на крајот на денот. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, се надевам дека бевме доволно интересни во изминатите 1 час, односно 60 минути. Не го менувајте на каналот, останете на Алфа.